Финансиската состојба во комуналното претпријатие Водовод е крајно сериозна и исклучувањето на струјата поради неплатените сметки е само еден дел од проблемите што се надвиснати над раководството, управниот одбор, а на крај и над општина Кочани како негов основач. Сметките за електрична енергија за последните неколку месеци во просек изнесуваат по околу 230.000 евра месечно, што значи дека според сегашната динамика до нова година долговите по овој основ ќе стигнат до 1 милион евра. Од друга страна, уште посериозна е состојбата со ненаплатените побарувања од корисниците на комунални услуги, што според јавно достапните податоци изнесуваат вкупно околу 4 милиони евра. На една од последните седници на Советот на општината беше изнесен податок дека најголем дел од овие побарувања се од домакинствата. 206 милиона 924.064 денари побарување од граѓани. Комуналното јавно предпријатие побарува толкова сума од граѓани. Мене ми интересира дали самиот директор со над 60.000 денари учествува во таа сума. Градоначалниче, каков човек ви имате поставено за директор? Дали е точно дека самиот директор долгува на предпријатието? Треба да е тој присутен овде за да може да ми одговори на тоа прашање. Ако е тоа точно, кога планира да го подмири долгот? На истата седница беше предложено да се формира така наречен кризен штаб, чија задача би била да работи на рационализација и санација на состојбите во Водовод. Вкупно вработени са 236 вработени во редовен работен однос, плюс некој вработен што е преку Агенција за привремено вработување. Само во секторот за финансиско и комерцијално работење има 34 вработени. Кога тој однос ќе се подели на 236, значи добиваме ние дека на 7 работници имаме еден човек што работи финансиско или комерцијално работење. Негде ако го споредиме тоа во приватниот сектор отприлика иде на 100 вработени 5 души администрација. Значи овде ние имаме, според мене, некоја преголема администрација во комуналното јавно предпријатие Водовод. Значи менаџментот во наредниот период треба да рационализира, да размислува и очигледно е дека бројот на вработени ќе треба да се намалува. Реално е дека ова е проблем наш, на нашите граѓани, мој, ваш, на секого, и мислам дека треба навистина што поскоро да се размислува за начини, едноставно еден кризен штаб да се оформи, да кажам, за да се спречи понатамошно пропаѓање на јавното предпријатие во долгови, бидејќи епилогот ви кажав кој ќе би бил веројатно стечај, но тоа е крајно неповолна ситуација за сите жители. Ке мораме ние како советници со непопуларна мерка да кратеме од другите програми и тоа да го направиме што побрзо, да ни биде јасно на сите и да му помогнеме на Водовод, бидејќи реално крајот се гледа. Подитно да се направи тај штаб, кризен штаб, како што каже колегата Перо и Жаклина, значи сите се согласуват. Тоа да биде подитно, утре направено и да почнат да размислуваме на тоа. Овие дискусии беа на седницата на Советот на општина Кочани што се одржа на крајот на август. Од тогаш состојбата стана уште посложена, поради што се случи и исклучувањето на струјата во комуналното претпријатие. Од друга страна, останува нејасно како директорот и управниот одбор ги сватиле повиците за рационализација, ако веќе се зборува за 100 нови вработувања планирани за следната година. Сега на потек е општина Кочани да најде решение на состојбата која се заканува да го колабира Водовод. Акционерското друштво Energy Delivery Solutions од Скопје, кое е снабдувач на комуналното претпријатие Водовод со електрична енергија, излезе со писмен допис до јавноста во врска со информациите објавени во медиумите, а поврзани со прекинот на испорака кон Кочанското комунално претпријатие. При тоа се истакнува дека станува збор за неплатен долг, поради што е упатен апел до јавноста, особено до општините и јавните претпријатија, за важноста на редовно и навремено подмирување на долговите за електрична енергија, особено во услови на енергетска криза. Од ЕДС велат дека компанијата која што работи веќе 10 години на македонскиот пазар по највисоки професионални стандарди
Има целосно разбирање за финансиските предизвици со кои се соочуваат сите деловни субјекти. При тоа, кога ќе се дојде во ситуација некои од клиентите да се соочат со проблеми при подмирувањето на обврските, компанијата работи со нив за да најде начин како соработката да продолжи, особено кога се работи за клиенти чија примарна дејност е давањето јавни услуги. Сепак од компанијата остануваат на ставот дека и комуналните јавни претпријатија мораат да ги подмируваат своите сметки за струја. Според градоначалникот Папазов пак, во водовод од струја се исклучени делови кои не се вителни за работењето на предпријатието, но сепак состојбата ја оценува како неповолна. Заради огромните акумулирани долгови во период од само 3 месеци, периодот јули, август и септември, кои изнесуваат со ДДВ околу 50 на милиони денари, на барање на економскиот оператор кој го снабдуваше комуналното јавно предпријатие со електрична енергија, се исклучени неколку поструки кои не се врзани со процесот на водоснабдување, одведување на отпадните води и пречистување. Значи, суштинските дејности, она што е оврска на комуналното јавно предпријатие да испорачува вода до крајните користени, останува да функционира и така ќе продолжи. Од страна на менеджерскиот тим имаше обиди да се договорат за подолгоречно рефинансирање, односно плаќање на долгот на акумулирано во овие 3 месеци, не најде на разбирање и затоа е ова барање и затоа се несуштинските дејности од работењето на комуналното јавно предпријатие исклучени. Сметам дека ова го отежнува работењето и не дава можности самото комунално предпријатие на подолг рок да се раздолжи кон економскиот оператор. Еве во оваа прилика ги повикувам да имаат разбирање за сето тоа, за да може да на подолг рок да може да се реши овој проблем. И во суштина се работи за огромни средства за кои буџетот на јавното комунално предпријатие не дозволува финансирање и отплаќање на краток рок, заради тоа што на месечно ниво водовод Кочани фактурира околу 12 милиони денари, а само сметката за електрична енергија во месец август беше 18 милиони денари. Каде се останатите трошци за редовно оперативно работење, каде се платите за вработените и ако ги споредуваме тие два параметри, состојбата на долг рок ќе биде неповолна. Комуналната инспекција на општина Кочани во соработка со полициски службеници в недела на 23 октомври ќе спроведе контролна акција на зелениот пазар кај автобуската станица. Надлежните служби ќе ја контролираат узурпацијата на јавната површина од страна на продавачите на земјоделски и на индустријски производи. Целта на акцијата е да се воспостави ред во користењето на јавните површини, како и на безбедноста во движењето на сообраќајните површини. Според Законот за јавна чистота, на јавните површини е забранета продажба на земјоделски и индустријски производи, освен на места што се определени за таа намена. Средувањето на изгледот на пазарот и воспоставувањето ред на тезгите беше најавено од локалната самоуправа на една од последните седници на Советот. Во рамки на советнички прашања беше истакнато дека има поплаки од граѓаните до службите во општинската администрација со барања да се најде решение за проблемот и да се стави ред во тоа кој и под какви услови ќе може да го користи зелениот пазар. Градоначалникот Папазов најави дека се подготвува проект за локацијата. Таму веќе направивме предмет пресметка за симнување на површината на која е сега се поставени тезгите и функционира пазарот кој реално не е посетен и не е искористен соодветно, да ја симнеме со нивото на улицата, за да го направиме атрактивен тој простор за пристапување на лицата кои ги продаваат своите земјоделски производи, особено во недела, кога најмногу има посетеност на тој потек, а во исто време на горниот дел да обезбедиме и да добиеме паркинг простор. Пред 10 години општина Кочани определи друга локација за зелен пазар во непосредна близина на сегашната. Сепак, таму воопшто не заживеа идејата да се користат тезгите, поради што сега ќе се прави доуредување на просторот. Со тоа треба да се ослободи тротоарот од големата фреквенција од луѓе и возила, со оглед што во близина се наоѓа автобуската станица, но и трговски и други објекти. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски беше во работна посета на општина Кочани. Во рамки на партиската активност промените се случуваат секогаш со народот.
Заедно со градоначалникот Љупчо Папазов и неговите соработници, Мицковски направи увид во реализираните инфраструктурни и комунални проекти. При тоа беше информиран и за инвестицијските планови на локалната власт за наредната година. Се радувам што го гледам ова овде во општина Кочани. Реализација на проекти, реализација на ветеното. Тоа е она кое што ги интересира граѓаните во овие тешки моменти на исклучително голема енергетска и финансиска криза. Пред се морам тоа да го кажам како резултат на неспособноста и неинвентивноста и немањето на план и стратегија на владата. Но ме радува фактот што на локално ниво тоа што беше ветено се испорачува. Еве самиот градоначалник слушнавте кажа дека повеќе од милион евра или 65 милиони денари се вложени пари во проекти во 2022 година од сопствени средства, што овие услови на ваква енергетска и економска криза наистина представува огромен подвиг. И јас ја користам ова прилика и на него да му честитам и на тимот кој што работи со него, а реализацијата на проекти е околу 72 милиони денари, значи 1.200.000 евра се практично нови проекти овдека во општина Кочани. Посакувам така да продолжат во периодот кој што следи. Набрзо денеска после победата на ВМРО-ДПМН на следните предвремени парламентарни избори, формирањето на владата, поддршката од страна на таа влада овде за Кочани, јас се обврзувам и ветувам дека ќе биде многу поголема во споредба со тоа што е сега и обструкциите кои што ги има локалната самоуправа не само овдека во Кочани, туку на секаде низ Македонија. Зошто? Затоа што не се дел од коалицијата на СДСМ и ДУИ. Градоначалникот Папазов истакна дека локалната самоуправа на Кочани работи на изградба и асфалтирање на повеќе улици, како и на други инфраструктурни проекти во општината. На улицата на која се наоѓаме работите се завршени и асфалтирана е пред 3 дена. Бевме на посета на улицата Јордан Зафиров асфалтирана пред 10 дена. Сакам да го спомнам асфалтирањето на потегот од местноста Крушка до Ајдар во должина од околу 800 метри и вредност од 6 милиони и 800 метри, 6 милиони и 800 денари, со што овозможуваме пристап на луѓето од Рицко-планинскиот регион до своите објекти и своите имоти. Денес се работи на улицата Маршал Тито во Градовци, после подолг застој се создадени услови да продолжиме со работа и асфалтирањето ќе следи во наредните денови. Сакам да ја промовирам и активноста на препумпната станица со која возможуваме континуирано водоснабдување на жителите од населбата Трајана од Трло во вредност од 3 милиона и 700 денари, каде што се во тек работите и да не ги пропуштиме едни од објектите, односно проектите кои се финансирани од буџетот за 2022 година. Тоа е изградбата на булеварот Стево Теодосиевски и изградбата на довршувањето на работите на градскиот парк кој беше затечен во фаза на изградба. За реализација на проектите во градот и во населените места, Папазов рече дека досега се инвестирани вкупно 73 милиони денари, од кои 65 милиони се од општинскиот буџет за тековната година. Општинската организација на СДСМ од Кочани упати писмена реакција по посетата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, во која под наслов "На лицемерието да му се немало крај" се оценува дека му биле представени проекти за кои актуелната локална власт во Кочани нема заслуги. Без никаков срам, без никаква почит спрема нашите сограѓани, се шетаат и промовираат проекти за кои ни одблизу немаат никаков удел. Па и нивниот ментор Мицковски, наместо да си ги гледа своите хидроцентрали и да си ги планира следните инвестиции, бескрупулозно доаѓа да ја лаже и манипулира целата кочанска јавност. Почитувани сограѓани, реалноста е горка и за жал доста сурова. Од нивната програма ништо не е реализирано, а камоли започнато. Врв на цинизмот е исклучувањето на струјата во комуналното претпријатие Водовод поради неплатена струја, преседан од невидени размери. И не застануваат тука. Преземени се активности да се обезбеди напојување со струја за капелата и бензинската пумпа. За какви активности станува збор и дали истите се легални.
И на сето ова, Мицковски и локалните властодржци ви сервираат приказна која ни оддалеку не доликува на онаа со која ви излажаа да им ја дадете вашата поддршка пред точно 1 година. Или пак Мицковски е тука за да понуди решение за струјата во комуналното предпријатие Водовод, а може би пак Медарот намирисал нова можност за изградба на хидроцентрала. Зарем тоа го заслуживте, се вели во писмената реакција од Општинската организација на СДСМ Кочани по посетата на лидерот на ВМРО ДПМН во Кочани.